Еве на нас во студиото на Македонија денес одлично расположение, како и не би биле кога во студиото имаме актери кои што секогаш на свој начин знаат да допринесат публиката да се чувствува убаво. А мене ми е навистина драго кога со соработката која што имаме со Драмски театар, во студиото ни пристигнуваат дел од актерите кои што на сцената на Драмскиот театар носат навистина големи представи и ликови кои што се забележани и кои што остануваат секако како карактери за кои што ние по завршувањето на представата знаеме да зборуваме и да коментираме. Верувам дека и вие сакате да одите во театар, дека можеби Драмскиот театар е еден од омилените во кој што не сакате да пропуштите ниту една представа. Верувам дека така ќе биде и со представата Кралот Иби во режија на Васил Христов. Секако негова е адаптацијата на текстот, а сценограф е Тодор Даевски, исто така Васил Христов. Костимограф на представата Кралот Иби е нашата Роза Трајчевска Ристовска, а секако дел од ансамблот и актерите кои што ќе бидат на сцената на оваа представа се и во нашето студио. Јас само ќе споменам дека станува збор за голема актерска екипа, голем број на актери ќе се најдат на сцената играјќи ја секако оваа представа, која што верувам дека ќе биде доволен предизвик да и вие заминете во Драмскиот театар, се распрашате за репертоарот и доколку ова е една од представите која што се сакале да ја погледнете, го направите изборот и една вечер поминете на вистина во убаво расположение, убаво друштво со актерите на овој наш театар. Ова утро во студиото на огромна чест и задоволство ги имаме младите, талентирани и многу успешни Игор Георгиев и Долорес Поповиќ. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Благодарам на убавите зборови. Ви благодарам што сте со нас. Мене ќе ми беше кеф на вистина цела екипа да пристигне овде, но на вистина сте многу голема екипа на ова. Нема да не собере. Немаше да има кај да седнем. И немаше веројатно да дојдеме до збор сите, затоа што станува збор за актери кои што секогаш сакаат да зборуваат. Или пак можеби дел од нив се чуваат и за на сцената. Најчесто. Да, Игор, станува збор за навистина интересен драмски текст кој што претпоставувам дека не е за прв пат поставен на сцената во Македонија, но ете во еден ваков состав под режија секако на Васил Христов, верувам дека продукт кој што долго време го работевте, се со цел секако да го представите на публиката. Да, не е прв пат, има неколку поставени представени и низ историјава на нашиот театар, на Македонскиот театар. Ова е сосема нешто ново и исклучително, нешто сосема свежо. Имаме и домонтирани делови, инаку представата е правена по мотиви и сегменти од големите Шекспирови дела. Значи, главните негативни ликови што се во Шекспировите дела се земени како мотив, порив за главниот крал Иби, за да си го достигне тоа што сака да си го достигне, а во достигнувањето е тука за жалена тема, желба за мок и за власт и на што се е спремен човек да направи за да стигне до тоа. Нешто што не ни е непознато секако нешто на сите. Нешто што не ни е непознато, нешто што не обременува секојдневно, но не е баш така, малце поабстрактно е, не е баш за нешто конкретно. Колку беше предизвик за вас, ете, колку можеби во текот на вашата актерска кариера сакавте да бидете дел од представата и Кралот Иби и секако да играте дела на Алфред Жари? Ова беше сосема изненадно. Мојата соработка со Васил Христов, онака кога ние се знаевме поодамна, не сме се виделе поодамна искрено. И така некако дојде во театар, случајно виде дека јас сум таму во Драмски театар, собра една интересна екипа и имавме еден прилично доста убав емотивен процес, исполнет с убава енергија, убав муабет, немаше некои си негативни испади, тоа што веќе во денешно време е реткост и мислам дека зборувам од името на сите дека на вистина си поминавме многу убаво, работејќи го. Процес на подготовка, секако голем број, како што кажавме, на актери, млади, секако малку и поискусни, повозрастни актери на сцената. Долорес, самата оваа представа е предизвик, веројатно и за жените кои што имаат и машки ликови и секако се можеби дел од овој состав. Што за тебе значеше поканата на Васил Христов да се биде дел од Кралот Иби и ликот на Ладислав? Па не е само ликот на Ладислав. Прво со Васил се знаеме од поодамна, мислам дека има веќе неколку години. И за мене исто оваа покана беше ненадена. Ова ми е прв проект откако дипломирав пред скоро 2 години на Факултетот за драмски уметности. И многу пријатно ме изненади. Прво не знаев што да очекувам, затоа што ќе бидам искрена, не сум имала шанса претходно да воопшто да знам за овој текст. Меѓутоа кога ми се јави веднаш го симнав и го прочитав и уште кога го прочитав првиот пат знаев дека ќе биде нешто гениално. И можев веќе да насетам точно каде ќе бидат домонтирани некои
други аспекти од приказната земени исто од мотиви на Шекспир. Многу е добро, многу интересно тоа дека многу е неконвенционална представата. Прво, повеќето од нас не играат само еден лик. Имаме трансформација на ликови, било преку трансформација на карактер, преку менување на шминка, преку менување на фризура, на облека, на самата сцена пред очите на публиката. И мислам дека тоа е така еден од најинтересните сегменти во целата приказна. Инаку, ликот на Ладислав, мислам дека не би требало апсолутно ништо да откриам. Беше предизвик, апсолутно. Прв пат ми е да играм воопшто машки лик, особено не повеќе машки ликови, така да мислам дека нема ништо да откриам повеќе за ликот, би требало сите само да дојдат и да гледаат. Дали тоа беше посебна идеја на Васил Христов да женски ги играат машките ликови или во недостаток можеби на машки актери, поради што беше падна одлуката девојки да играат машки ликови? Конкретно во мојот случај или тоа носи некоја порака? Па мислам дека делум не е тоа, меѓутоа конкретно во мојот случај не би знаела за другите. Мојата улога првично требало да ја игра момак. Значи исто така колега дипломира на факултетот за драмски уметности, меѓутоа поради други обврски, поради проблеми некои лични, морал да се откаже. И тогаш ми се јавија мене и се случи еден интересен момент. Една од првите работи што ме праша беше: "Абе ти си сега кратко шишана, нели? Не за друго ќе ни требаш да играш момак." Прво па машко, а? И јас реков во ред, нема проблем, јас и онака, нели, со тој стас, со тој изглед и, нели, и со гласот, мислам дека нема да имам никаков проблем. На крај перика ми ставија, значи испадна дека ништо не значи додека сум јас шишена, меѓутоа мислам дека ништо не би открила повеќе, освен дека беше неверојатно забавно. Да, верувам дека пова што чувствувам од вашиот израз дека станува збор за представа која што ќе биде гледлива и која што ќе сакаат публиката да ја погледне и ќе се бара билет плюс. Игор, твојот лик наратор, дали е само еден лик во оваа представа кој што го носиш или пак и ти можеби имаш некој? Па како што кажа, колективна представа. Значи цело време сме на сцена, цело време играме нешто, играме ситуации. Па знае да биде прилично напорно, особено за главните ликови. Тоа се Билјана Драгичевиќ Пројковска и Игор Ангелов. Они се 2,5 часа на сцена и цело време имаме игра, цело време в различни средини играме, различни околности играме. Така што, не знам, се појавам како еден водич на представата на почетокот, едно представување како на времето театарски, па после тоа влегувам во некои други ликови, во некои други ситуации, како и сите, како цел колектив. Да. Како што кажавме, голема актерска екипа, јас ќе споменам секако за гледачите кои што ја следат емисијата, како што кажа и нашиот Игор Георгиев, тато Иби, Игор Ангелов, Билјана Драгичевиќ Пројковска, Зоран Љутков, Сања Арсовска, Филип Трековиќ, Софија Куновска, Предраг Павловски, Јана Стојановска, нашата Долорес Поповиќ, Катерина Шехтанска, Лаковска, Маја Вејковиќ Пановска, Емилија Мицевска, Тамара Ристовска и Игор Георгиев, кој што го утре во нашето студио. Огромна актерска екипа, сето тоа секако под режисерската палка на Васил Христов, инспициент Жарко Намичев, суфлер Даница Илиева, да не заборавиме некои, имаме светло мајстер Дејан Блажевски, тон мајстор Димитар Илиовски, дизајн на светлот Звездан Милковиќ, изработка на видеоматеријал и фотограф Душан Кардалевски. Голема екипа. Се со цел секако представата да се представи во соодветно и убаво светло и секако на публиката да се понуди квалитетно дело. Што очекувате вие од Кралот Иби? Не, инсистирам. Ќе ја сватили публиката оваа представа? Да, мислам дека јас искрено би сакала да го напоменам тоа. Представава не таргетира ниту една специфична возрастна група. Мислам дека е представа која што буквално може да ја разбере секој, од најмалите што го разбираат јазиков до најстарите што секако ќе бидат способни да не заспијат за тие 2,5 сати. Представа, мислам дека нема некој, не е тип на, да не се изразам погрешно, не е префригана, не е арогантна, не е тип на представа за која што треба да си театарџија, да дојдеш, да имаш прочитано буквално се, да имаш докторирано на сите театарски теми, на тема театарски јазик и символика, за да седнеш и да ја разбереш. На вистина, може би има и такви делови, меѓутоа од контекст мислам дека се е толку добро некако склопено, што апсолутно не постои никаква шанса да некој не ја разбере и не се поистовети и не ја најде пред се забавна и интересна за гледање.
Колку беше забавен процесот, кажавте и самите во текот на подготовката, колку можеби вас лично текстот и адаптацијата и сето она што го изнесовте на сцената ве натера да размислувате за состојбата, колку е тешко да се навлезе во ликот, да Константно бевме во размислување. Крал Иби на жари е прилично тежок текст за поставување. Значи делува. Мислам дека сме во константно размислување, дури и без представава. Ова дополнително не тераше некои работи од друг аспект да ги согледаме и навистина има сличности кои што не можат да се игнорираат, а не се намерно таму. Да, имаше така некои случајности со денешната политика и со денешното секојневие и онака ги игравме во текот на пробите, во текот на процесот, но после ги тргнавме. Сакаме да кажеме дека толку е жари има кажано некои работи уште на времето и да се повторуваат, и се повторуваат и сваќаш дека види ова не поврзува со таа ситуација што не се случува денес. Ова не поврзува со таа. Мислам дека ќе има публика. Дали тоа значи дека животот е најголемиот театар кој што може да ни се случи? Апсолутно. Life imitates art. Да, рековте дека играте неколку ликови, колку е тешко да се влезе во еден лик, да се излезе од истиот тој, па повторно да се врати и секако да се остане доследен на карактерот. Па тоа е секогаш тешко. Тоа е тешко од една представа во друга, а не па во иста представа каде што буквално треба тоа да се случи пред очите на публиката. Сега за да доловам што сакам да кажам, конкретно еден од моите ликови е типизиран со тоа дека има балетски потези кои што се многу широки, кои што наликуваат на повеќе на опера отколку на театар. И после тоа во рокот 10 секунди треба да се престориш во војник и остануваат, некои потези остануваат, не си ни свесен дека мафташ со рачињата и дека гласот ти останал во таа лага. И интересно е, мислам дека е многу добра вежба за понатаму. Општо за влегување од лик во лик, а не па за влегување во повеќе ликови во рок од 5 минути. Да, дефинитивно е предизвик за секој актер да добие вакви улоги во една представа. Верувам и дека за сите вас што се наоѓате во оваа представа, благодарение секако на изборот на Васил Христов како режисер, кога ќе се игра? Дали веќе го знаеме репертоарот и како секако да ги информираме гледачите? Значи на 23 во среда имаме представа, после имаме неколку дена пауза, па почнуваме од 5 и има во февруари 5 представи, така што да, ќе биде интересно. Да, ќе биде интересно, така што ако случајно некој од публиката што види дека нема карти, дека се распродадени, нека не очајува за неколку дена повторно, значи. Да, во секој случај 23 е првата проекција која што е сега во среда за сите оние кои што сакаат театарска уметност и да уживаат во представите во драмскиот театар. Имате време секако да набавите билет за оваа прва представа, но понатаму секако во месец февруари уште 5 пати ќе имате можност, доколку не успеете да најдете билет, да погледнете Кралот Иби. Јас би сакала да ве запрашам како изгледа процесот на денот на играњето на представата. Дали имате некои посебни ритуали, како се подготвувате, како тече вашиот ден? Представите се во вечерните часови, дали преку денот успевате да извршите и други обврски или се концентрирате на представата? Ќе зборувам лично за себе, затоа што мислам дека не би можело ова, не важи за сите дефинитивно, многу лична работа. Јас обично пред премиера не спиам 3 дена. Значи од вечер веќе 2 дена. Не, за мене искрено јас сум паничар и онда таа тензија едноставно така се отсликува кај мене дека јас не можам да разговарам, мене некој ми зборува, мене мозокот ми е на друго место, нема јадење, нема спиење и онда доаѓа представата и само вака пука нешто, излегува се од мене, се е во ред и после тоа можам да продолжам со животот. Добро, значи таа линија се поставува пред почетокот на представата и завршува со сета таа паника. Да, например за време на процес сме многу опуштени, онда доаѓа денот и не дишеш, само не таму. Не ја бараме Долорес пред представа никако. Не постоја. Игор, дали кај тебе исто важи вака не спиење, не јадење или? Не до толку не спиење, не јадење. Веќе малце сум поводрасен од Долорес, ама има еден константен момент на повторување на текст, на едно шетање лево-десно, на малку така блага нервоза, доаѓање се разбира порано во театар, некои се ритуали, шминкање, се што е потребно чисто да се направи на концентрација. Еден добар муабет со колеги, создавање на една повторна симбиоза. Зошто си тука?
Тоа е за тоа што си мислам, тоа е за тоа што си учил, тоа е за тоа што си се определил во животот и некако ти доаѓа. Тоа е пред се вашата љубов и уживање. Од тука се раѓа некоја убава енергија, но сето тоа зависи од финалниот продукт на представа. На пример, има некои представи кај што се малку нестабилни, тука уште поопасно. Тука уште поголем стравот, но не е случај со ова. Да. Имавме доста време. Мене па, например, тоа е обратно. Јас ако не сум сигурна во представа, не се замарам толку. Знам дека нема да го биде и нема зашто да се секирам. А кога сум сигурна во нешто, си викам, чувај Боже сега на ова колку сум подготвена, ако излезам и забрљам нешто, тек тогаш ќе ми биде криво. Тогаш што се случи. Така да ако сум нестабилна, си викам, А кои се критичарите кои што се најчесто во публика и од кои ги чекате првите коментари по завршувањето на представата? Мајка ми. Апсолутно. Сам не ги чекам коментарите, го знам коментарот. Сине. Толку не, и ќе се расплача сигурно што во првите 10 минути, а мајка ми дефинитивно. И сестрите, апсолутно. Игор? Си имам јас неколку колеги од театар на кои искрено си кажувам без ракавици моа, без мислење за представата, мислење за ликот, мислење за што се бил. Јас немам такви, јас многу сум мала и ме штедат. Тек допрва ќе имаш, така што па и уметничкиот совет кој што така е битен за драмски театар, каде што доаѓаат за време на процес, за време представи, кажуваат некој мислење што каде, во кој правец одиме, што сакаме да представиме, што добиле они од нас. Си имаме муабет. Битно е да сме искрени. Да, тоа е најбитно. Соодветна театарска критика која што би ја прочитале на некој од порталите, весниците, колку тоа сакате да излезе на виделина кога некој соодветен драмски критичар ќе напише текст? Па баш во ова време нема нешто многу театарски критичари. Да. Тоа се денешно време се само некои новинари кои што даваат известување за што се работи во представата. Овој текст кој што го добиваме. Да, на ризик да звучам грубо и тие што ги има не се кадарни, според мене. Затоа мислам дека не ни менува премногу кога ќе чуеме мислење, тоест кога ќе прочитаме мислење. А колку вие сте задоволни од театарската сцена во Македонија? Еве Долорес како млад уметник. Не сум, меѓутоа искрено се надевам, тоест веќе изгледа. Дали повеќе представи, повеќе театарски сцени? Апсолутно мислам дека прво повеќе средства би требало да одат општо за уметноста во Македонија. Не би навлегувала во темата, многу е деликатна. Игор, колку ти посетуваш можеби и други представи, колку си задоволен од тоа што се случува? Па и јас како Долорес не сум нешто воодушевен од сите представи, ни не достигаат македонски текстови, значи не достигаат млади автори да пишуваат текстови, да го представат тоа ново време, да не бидеме некои си, не знам како да кажам, батал момент од минатото со некои си прашања за идентитет, за преживување, за што се не. Буквално ни треба представа, драмско дело за двајца млади. Не треба нешто што не е бајато. Мислам дека поголемиот дел од македонската сцена веќе е бајат. Во последно време повеќе и повеќе се снимаат и телевизиски серии македонски. Колку сте задоволни од тоа? Дали ова е веќе еден добар пат на отварање на можноста за повеќе македонска продукција? Па јас го имав тоа задоволство и таа чест да бидам дел од 2 македонски серии. Точно лани во фамилија Марковски имав епизодна улога. Прекрасно си поминав. Мислам, имав само неколку часа снимање, меѓутоа прекрасно си поминав. Имав шанса прв пат до сега да бидам дел од ист проект со Тамара Ристоска, која што ми е колешка во иста класа, дипломиравме на факултетот за драмски уметности. Потоа бев во серијата на терапија, каде што играм керка на доктор Терзиев, на Никола Рестановски. И искрено мене ми беа многу освежувачки тие 2 серии. Можеби не толку на терапија, бидејќи ја знам од претходно, тоа е франшиза од купена израелска. Меѓутоа фамилија Марковски е навистина нешто многу освежувачко, иако се бави нели со истите теми што до сега ги разглабавме. Мислам дека е навистина нешто исто како и представа во која што може да се пронајде од најмладиот до најстариот. Затоа од тоа барем за сега сум задоволна. Да, очекуваме повеќе серии каде што ќе имаме можност да ги гледаме и младите актери, да ги запознаеме секако преку ТВ екраните. Веднаш потоа многу полесно се добива и се подига интересот и на театарот, каде што ќе сакаме нели да ве видиме во живо. Игор, како се ти задоволен од сериите и од тоа што се продуцира во Македонија во изминатите години? Сметаш ли дека е доволно? Не е доволно. Мислам дека можеме уште повеќе да не ни требаат турски серии, над синхронизации.
не ни требаат, можеби надсинхронизации ни требаат на некои други филмови, некои други серии од друг тип. Ама можеме уште повеќе. Имаме доста и млади глумци, доста веќе искусни глумци кои што можеме нешто да представиме. Да, и глумци, и режисери, И режисери, што се не веќе, мислам, навистина сме во доста голем број. Да. Малку повеќе финансии, само малку повеќе финансии, па и малку поголем ентузијазам. Некои работи се прават и без пари. Да. Некои работи може да поминат и така, но после ќе се вреднува, ќе се валоризира трудот. Да, и битно е. Медиумот, ТВ медиумот е добра промоција на театарот. Така функционирале од секојаш работите. Така ги знаевме по-старите актери. Телевизијата, да. така е, првен актерот се гледа на телевизија, па после тоа, да, ово е тамо, ќе идам во театар. И потоа се сретнува на пазар, во месарница и веќе станува препознатлив и добро прифатен. Многу е мало Скопје. Јас ќе ви се заблагодарам што ова утро, неколку дена пред представата, Долорес, нема да спиеш, можеш ако сакаш утре повторно да дојдеш во емисија, нема да јадеш, нема да не бидеш на трошок. Да, во секој случај. Ви благодарам што бевте дел од нашата утринска емисија, ќе ги поканиме гледачите на 23-ти секако да ја погледнат Кралот Иби и секако останатите представи кои што се на репертарот на Драмскиот театар. Ви благодарам за гостувањето и за оваа убава енергија која што ја донесовте. Благодариме на поканата. Драги гледачи, верувам дека ќе сакате и вие да ги погледнете Игор Георгиев и Долорес Попович во делот актерската екипа која што на 23-ти, односно среда, ќе ја одиграат представата Кралот Иби во режија на Васил Христов, а секако и останатите представи кои што се на сцената на Драмскиот театар. Одете во театар, гледате театарски представи, секако одблиску запознате се со нашите млади актери кои што навистина душа оставаат на сцената за да ги донесат представите, а секако да ги пренесат на еден навистина убав начин, да не поттикнат и нас како гледачи да размислуваме и да дебатираме по завршувањето на театарските представи.